да видиме што ќе ни сподели нашата Марија заедно со Наум. Второ добро утро до вас и до вашиот гостин Жарко Спасовски. Тоа е организаторот на театарскиот фестивал Петре, кој ќе се одржи во Велес. Мајде да не кажуваме ние се одовде по Велете. Добро утро, Катја, повторно. Денеска од Скопје ќе го најавиме Велишкиот театарски фестивал, кој што ќе се одржи од понеделник, односно ќе започне од понеделник, 15 мај, наречен Петре, односно тој е основан во чест на доајенот Петре Прличков, во чест на македонското актерство. Повеќе детали на оваа тема, моите денешни гости, Жарко Спасовски и Ненад Витанов, делот организаторите. Најпрвен ќе започнам со гостинот од мојата десна страна, Ненад. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утринска. Добро утро, фала ви на поканата. Во колку представи ќе имаат велишани можност да уживаат, па дури останатите граѓани од Македонија, секако ако пројават интерес? Од 15 до 21 мај 2023 ќе имаат можност да уживаат во 8 представи, почнувајќи од понеделник, со свеченото отворање на фестивалот, со представата на Драмски театар од Скопје, најновата нивна представа, тоест комедија, Кафеска и Кокони, по режија на Димче Николовски. Во вторник ќе може да проследат представата Илуминати на театар комедија во режија на Синиша Евтимов, на одлична исклучителна представа. Во среда ќе имаат можност да уживаат во настапот на балканската звезда, актерска и комичарска звезда Драган Маринковиќ Маца. Во четврток ќе имаат можност да проследат представата Секси лаги на Кумановскиот театар, која оваа година ја доби наградата за најдобра представа на фестивалот на комедија во Куманово. Во петок ќе може да гледаат представата Енергични луѓе на Охридски театар во режија на нашиот колега од Велес Александар Ивановски, на прекрасна представа. Во сабота ни доаѓа театарот од Штип со исто така нивната најнова комедија, се вика Лекретен, во режија на Никола Ристов. И тоа е официјалниот дел, тие 6 представи се официјалниот дел на фестивалот, а придружната програма имаме на отворено во амфитеатарот во Велес. Се одржуваат 2 представи, едната е за деца, затоа што нашата најмала публика не е исклучително важна. Тоа е представата Сказна за рибарот и рибката на театар Колозов од Скопје и затворањето на фестивалот со стендап настап на популарниот наш комичар Жарко Јовановиќ. Верувам дека се сите интересни, но некоја еве според вас да одвоите и да препорачате на гледачите? Го добивам често прашање овие денови. Секоја представа е исклучителна. Значи, селекцијата на представите правиме јас и колегата Жарко и навистина имаше прекрасна година со прекрасни представи кои беше задоволство да се повикаат на фестивалот, така да нека се набават карти за секоја представа, сите се одлични. Како течеа подготовките? Дали колку време се подготвувавте? Дали беше макотрпен тој процес, еве да го наречам? Па, тој процес е повеќе задоволство, кога ќе гледате представи, комуницирате со колегите, из цела Македонија ги погледнавме сите представи кои се жанровски повеќе кон комедијата и на тој начин правиме некаква селекција. Некогаш селекцијата е во зависност од уште 2-3 театри кои не беа во можност да настапат во овие термини во кои се одржува фестивалот и повеќе задоволство. Не е нешто исклучително тешко, меѓутоа ни е драго што секоја година го правиме ова. Ви благодарам многу за овие информации, ќе преминам на мојот нареден гостин. Добро утро, Жарко, за тебе. Секам да прашам во однос на билетите, колку дали досега се продадоа дел од билетите, која е цената, има ли заинтересираност? Па цената е 200 денари за билет. Вчера ги пуштивме во продажба билетите и веќе на билетара во Велешкиот театар се создаде веќе голема гужва, па и додека беше отворена билетарата, голем дел од картите веќе се продадени. Сметате ли дека ќе се исполнат вашите очекувања, можеби како минатата година кога се одржал овој фестивал, ми напоминавте пред да се вклучиме? Па видите, првата година, тоест минатата, очекувањата ни беа ќе видиме како ќе биде сето тоа прифатено. За оваа година очекувањата уште поголеми ни се и веруваме дека до вторник, среда ќе отидат сите карти секако дека ќе се продадат. Па верувам до вторник, среда ќе се продадат. Како поминавте минатата година? Кои представи се одржаа? Вас која ви беше најомилена, можеби? Не би одбрал која ми беше најомилена. Можам да кажам дека во
текот на фестивалот Велешани и сите од останатите градови, сите македонци што дојдоа на фестивалот, дека уживаа во секоја вечер си беше посебна по нешто, по некој од колегите. Така да фестивалот помина и повеќе од очекуваното. Секогаш кога создаваш нешто ново, пред се размислуваш како ќе биде, дали ќе има заинтересираност, така да се повтори минатата година и презадоволни би били. Верувам дека во најголем број биле Велешани, можеби Скопјани. Имаше ли странци кои присуствуваа на тие театари, представи, може од Србија, од соседните земји? Видете, во Велес, не само на Петре фестивалот, на сите представи што ги имаме на репертоар, на секоја представа имаме од друг град, дали е од Скопје, дали е од Штип, дали е од Свети Николе, дали е од небитно, од секогаш имаме. Сега немам податок минатата година дали имаме од друга држава, ама знам дека од други градови сигурно имаме на секоја представа. Имам уште едно прашање за крај. Минатата година овој фестивал се одржи исто во месец мај, па и оваа година. Дали нешто се крие зад месец мај? Можеби има нешто кое што токму поради тоа се одржува во мај и секако дали ви е во планува да ви стане традиција овој фестивал во иднина? Па, мислам дека мора да прерасне во традиција, веќе ова ќе ни биде втора година, се надевам дека и идните поколенија ќе го организираат, затоа што самиот великан Петре Прличко заслужува да има театарски фестивал и заслужува да биде на такво големо и високо ниво. Благодарам многу за разговор. Ви благодарам и вас. Ви благодарам и на вас. Сите оние кои што не гледаат во најголем број од градот Велес, велешката публика ќе има можност да ужива во овој театарски фестивал со почеток од 15 мај понеделник во Велес.